Премиерот на Србија Александар Вучич денеска во Белград се сретна со унгарскиот колега Виктор Орбан. По официјалниот пречек, двајцата премиери има средба на која се разговарало за билатералната соработка, како и за мигрантската криза во Европа. Орбан е еден од најгласните критичари на политиките на Европската унија за бегалците. Унгарија се спротистави на планот на Европската унија да ги принуди земјите членки да прифатат квоти на бегалци и други мигранти. Унгарија прва подигна ограда за да го спречи бегалскиот бран, а тој потек го следеа земјите долж балканската рута. Надпреварувачи од 62 земји се собра во Киргистан, во близина на езерото Исикул, за да учествуваат на вторите светски номадски игри. Повеќе од 1000 изведувачи се појавија на спектакуларната церемонија на отворање на игрите на 3 септември. Настанот го отвори киргистанскиот преседател Алмазбек Атамбаев. Во текот на 6 надпреварувачки денови ќе се одржат надпревари во 23 спортски дисциплини, а ќе се презентира и номадскиот начин на живот во Централна Азија преку фолклор, танц и театар. На 4 септември се одржа надпревар во стрелање. Игрите вклучуваат надпревар во летање соколи, различни форми на трки со коњи и традиционалниот кок боро, еден вид на поло. Најголемиот дел од надпреварувачите се од земјите на Централна Азија, но има учесници од Турција, Русија, од Соединетите држави. Украинската телевизиска станица Интер во Киев ја зафати пожар, откако 20 демонстранти пред зградата на оваа телевизија запалиле автомобилски гуми. Според тамошните медиуми, во пожарот немало повредени. Телевизиската станица Интер повеќето украинци ја сметаат за проруска. Полицијата во Киев соопшти дека уапсила 6 луѓе кои се поврзани со инцидентот. Околу 1300 војници дадоа заклетва за подофицери во вооружените сили во Авганистан. Тие вчера завршија со двомесечната обука. Војниците сега ќе бидат распоредени на служба низ целата земја во време кога Авганистан се обидува да презеде повеќе контрола врз својата безбедност. Американските власти велат дека во периодот јануари-мај афганистанската влада загубила контрола на речиси 5% од својата територија која ја презеле талибанските милитанти. Соединетите држави продолжуваат со повлекување на своите војници, но преседателот Барак Обама рече дека во Авганистан ќе останат 8400 војници во текот на оваа година, иако претходниот план беше нивниот број да се намали до 5500 до јануари 2017.